Ова е основното училиште Аврам Писарски во Скопско-Бардовци. Во него заедно учат и другаруваат деца од македонска и ромска националност, кои се застапени подеднакво, 50 со 50%. Во училиштето вела дека секој септември имаат проблем со запишување на ромските деца, чии родители во борбата за гола екзистенција не размислуваат за вклучување на нивните деца во образовниот процес. Добар дел од тие ученици, покрај тоа што сме биле на терен, не се јавуваат на 1 септември. Така што повторно праќаме писмени известувања или пак, јас, например, одам на терен и ги барам причините зашто децата не се на училиште. Сега тука морам да кажам дека има и карактеристики поради нередовноста на учениците, доаѓа од таму, поради социоекономската состојба на семејствата. Добар дел од учениците го напуштаат школувањето заради заминување на родителите во странство. Најчесто ние и не знаеме дека заминале во странство, туку следиме и гледаме месец дена континуирано ученикот отсуствува од настава, немаме никаква информација од родителот, ниту некој се јавува и тогаш или од децата кои што се живеат во околината на детето, или пак ние одиме на терен и доаѓаме до сознание што се случува со децата. Неретко, ваквите случаи кога децата заминуваат во странство, не го завршуваат оделението, а и не го продолжуваат школувањето, туку остануваат буквално дома и се препуштени на улицата. Љатефе Шиковска 3 години работела како медијатор во повеќе училишта. Таа била линк меѓу родителите, децата и училиштата и дел од 25 медијатори кои биле поддржувани од проектот на Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. Шиковска вели дека направиле револуција во однос на вклучување на ромските деца во образованието, а во исто време се бореле против дискриминацијата. Образовните медијатори во тој период навистина направија добра револуција во заедницата, бидејќи очигледна беше потребата од нас како образовни медијатори, бидејќи ромите не доволно беа информирани во однос на образованието, во однос на законите кои се носеа во тоа време, реформите кои се правеа во тоа време, и ние фактички им помогнавме на учениците роми и на нивните родители како побрзо и полесно да ги вклучат децата во училиштата. Секако дека предизвикот медијатор за нас не беше лесен, меѓутоа од друга страна бевме среќни бидејќи директно ќе работиме со заедницата и бидејќи директно ќе можеме да им помогнеме, а нашата најголема цел беше што помасовно да ги вклучиме децата роми во училиштата. И во тој период навистина успеавме многу од децата да вклучиме во училиштата. Во однос на отпорот од страната на, прво ќе кажам, од страната на учениците и на родителите, немаше. Напротив, бевме многу добро прифатени, примени. Родителите и нивните деца одлично соработуваа со нас, бидејќи они навистина знаеа дека ние сме од интерес на нивните деца и на нив како родители, и секако дека ние сме линкот и во училиштето доколку нешто се случува во однос на дискриминацијата, во однос на нееднаков пристап кон децата роми. Морам да ви напоменам дека на почеток не идовме малку на тешкоти од другата страна на училиштата, меѓутоа со текот на времето и самите училишта увидоа дека ние сме сепак корисни и дека сме медијатори за двете страни и дека не сме пристрасни, него сме неутрални. Понекогаш тоа тешко одеше, бидејќи јас припаѓам во ромската заедница, ромка сум, и кога ќе најдев на ситуација каде што навистина гледаш очигледна дискриминација и сегрегација и нееднаков пристап, нееднакво внимание им се посветуваше на децата роми
постојано седат во последна клупа, па ром со ром, не беа на клупите мешано да седнат ромче и македонче. И сето тоа мене ми удираше во очи, но сепак морав да балансирам и сепак да држам една добра соработка со двете страни, за да сите тие проблеми бидат надминати. Ромските медијатори престанале со својата работа во 2011 година кога завршил проектот. Во националната стратегија на Министерството за образование има предвидено нивно повторно вклучување во училиштата, но од тоа нема се уште ништо. Целта наша е медијаторите да започнат да бидат дел од образовните институции, всушност од училиштата, да бидат платени од државата и локалните самоуправи и со тоа всушност да покажеме една вистинска волја, а од друга страна и да се градат тие идоли дека и младите генерации роми да видат дека образованието може да даде еден отскок во развојот на нивниот живот, а тоа е дека и они може да бидат наставници, па дури и директори на одредени училишта. Ние имаме една празнина од соработка меѓуресорска помеѓу ресорот за Министерството за труд и Министерството за образование, но меѓутоа и тука навлегуваме и тука да биде сеопфатно, значи таа комуникација, таа релација, бидејќи за да навистина едно семејство или едно дете влезе во образовниот систем од почетокот на една учебна година, а ако не е комплексно информирано семејството или ако не се прифати за комплексна социализација и интеграција, тогаш навистина ќе се соочи со низа бариери и тоа првата година не, ако не втората, третата, тоа ќе го напушти образованието и со тоа имаме безброј армија на деца кои едноставно ги нема, а од друга страна да не забораваме дека многу е важна атмосферата и одговорноста на наставниот кадар во образовните училишта, а мислам дека не можеме да очекуваме од родители кои се борат за опстанок, дека ќе имаат време или се доволно едуцирани за да можат своето дете тие да го едуцираат дома и во училиштето да покаже солиден резултат. Елези смета дека со вклучувањето на соодветни кадри, клучот кон образованието е веќе во рацете на ромите. Со тоа вели ќе се надминати стереотипите и дискриминацијата кои се уште се присутни во образовниот систем и во општеството.